Smrtта зависи од тоа како некој живеел. Ако сте направили нешто корисно, тоа ќе ве надживее. Ако некој имал некаква корисна улога во животот, дури ни тогаш светот нема да појде наназад кога тој ќе умре. Она што тој го направил, за секогаш останува. Тоа многу зависи од тоа што некој направил за земјата или за народот. Историјата е долг процес. Луѓето никогаш не го забораваат доброто што било одлика на некој државник. Постои поговорка: среќен е оној кој вечно живее. Тоа заправо значи дека тој направил нешто добро. Оваа Титова мисла најдобро потврдува дека единствена мерка за човекот е неговата работа и дело. И нашиве видувања се еден обид да ја откријат низ обичното и секојдневното епохалната личност и дело на другарот Тито. Кога станува збор за средбите и видувањата со Тито, се чини новинарот по природата на својата работа, по обврските и очекувањата од неја што произлегуваат, секогаш имал една привилегија повеќе и една одговорност повеќе. Привилегијата била повеќе и почесто од било кој друг да се наоѓа во близината на другарот Тито, секаде каде што тој ја врши својата револуционерна, државничка и партиска обврска. На неговите секогаш возбудливи средби со народот, на неговите историски настапи, што секогаш биле од судбинско значење не само за оваа земја и за ова време, на неговите патувања по светот, по патиштата на мирот, за одбрана и за зачувување на мирот, во малкуте слободни часови за одмор и тогаш кога новинарите го вознемирувале со своите прашања, камери и микрофони во името на милиони читатели, гледачи и слушатели, секогаш желни за неговиот збор, за неговиот лик, за неговата решителност, храброст и надеж. Одговорноста била во стрептежот дали ќе се долови се од онаа што очите го гледат, ушите го слушат, чиниш те разигрува се околу тебе, а ти мораш да информираш, а не знаеш дали токму ќе ја дадеш таа вистинска атмосфера која е околу тебе. Без сомнение, во нашето новинарство, најубавите репортерски текстови се напишани за Титовите средби со работните луѓе, со младината, со народот. Без двојба, најубавите, највпечатливите новинарски наслови остануваат тие од Титовите говори. Јасни, директни, поттикнувачки. Многу значајни светски имења во журналистиката искрено тврдат дека подобри разговори, интервјуи, по непосредни средби со големите луѓе, водачи и државници, од тие со Тито немале. Ниедно збогување со било кој човек не минало така искрен пат од срцето до страниците на целокупниот светски печат, ни сите таласни должени на радиото и ни сите канали на телевизијата во светот, како што беше физичкото простување со другарот Тито. И ретко која личност, како Титовата, не престанува да ги возбудува, да ги инспирира најдобрите пера да трагаат по неговата личност, по неговото дело, по патиштата што тој ги заора, нудејќи предизвик и на свеста, и на совеста, и на еднината. Се прашуваме уште од првите средби со него, од првиот напишан ред за него, се прашуваме и денеска, на што се должи таквиот однос, таквата блискост и таквиот долг спрема Тито и неговото дело. Дамна пред 20 години, еден англиски новинар го прашал другарот Тито како постигнува така инстинктивно да ги почувствува и разбира што сакаат и што бараат луѓето, па така секогаш навреме влече нужни потеси. Со нему својствената едноставност другарот Тито му одговорил: јас многу поминав и многу почувствував. Од сопствено искуство знам што значи тежок, сиромашен живот и затоа не ми е тешко да почувствувам. Јас сакам да одам меѓу народот. Кога не би бил тоа, кога би бил одвоен од народот, јас не би можел да живеам.
рече при таа прилика другарот Тито. Токму таа негова изникнатост од народот и верност спрема народот беше и остана не само инспиративност за новинарскиот израз, туку и на вкупното чувствување на народот, на работничката класа, на миролюбивиот свет, дека во него го имаат својот најверен син, најцелосен толкувач на своите патила, стремежи и сонови и најдоследен борец за живот достоен на човекот. Мојот прв печаток со другарот Тито ми остана кога бевме во Тито Велес. Имаше една изложба тамо, а од таа изложба беше уведен мал простор каде што не можеше да влезат сите луѓе. А ние, како фоторепортери, сниматели, новинари, влеговме натре и кога влеговме натре, дојде другарот Тито со аплаузи, другарите кои беа тамо од комитетот, од општината, граѓани видни и така натака. После тоа почнавме ние да работиме, секој поиде, секој на свое место, еден отиде лево, отиде друг десно, за да можеме да си заземеме добри позиции, за да можеме да направиме некои фотографии. Одеднаш се чу нешто тропање. Од тука дојде некој од обезбеđење и рече другари, малку полека, а другарот Тито рече, другари, кој работи, тој и крши. И така заврши тоа и ние продолживме да работиме, никој ништо не ни сметаше. Јас како дете уште малечок сум. Прв пат сум чул за Тито преку авиони титовци, кога лете со тука и напаѓа се на германски позиции и возови и така, преку тој сум уште чул дека за негово име. И јас се доживев во мојата работа во моделарство, кога доаѓаше во Куманово, председателот, и со колегите Бранко, кога му беше земал мерка, и доби таа час да му направам неколку чифта чевли. И он беше доста задоволен со тие чевли, тој е баш овој калап кој го чувам за Дракво, спомен. И кога гледам тој калап, увек се сеќам дека е, чини ми се, уште не знам колку пати би му правил чевли за другарот Тито. Втората моја средба беше во Битола. Ние негде стигнавме преди пола сат со автомобил пред железничката станица. И док ние го чекавме да дојде другарот Тито, видов од левата страна ми стоеше некој стар човек со некоја камера. Прашав кој е тој другар. Тие ми рекоа дека е тој Манаки. Викам, добро, сепак сум слушал за него, само не сум го познавал. Тога се упознав и го прашав. Велам, добро, викам, како со ова камера ќе направиш фотографија? Ако другарот Тито пристане да го снимам, ќе видите каква фотографија ќе направам. И кога другарот Тито дојде, ние завршивме нашата работа и тој го понуди да застане пред неговата камера и да направи неколку фотографии. Од тие фотографии што ги снима тој, последно 15-20 дена ги донесе тука во нашата редакција и една поклони од тие фотографии кои беа многу успешни.
Od tije nezaboravni sredbi otrgnu vam samo nekoliko lista od novinarski odbeležnik. Beše letoto na 1958. godina. Ona godina koga poizvesna pauza, nabaranje na mladinata, a su celosna podrška na drugarod Tito beja obnoveni sojuznite mladinski rabotni akciji. Momčinjati i devojkite od cela Jugoslavija ja bije bitkata za novi kilometri patišta na trasata što go noseše u bavoto ime Автопат Братство и Единство. Новинарската задача ме донесе на делницата на автопатот во Словенија по населбата во Шентјури. Затекнав вонредно затрчена атмосфера. Утре низ автопатот ќе помине другарот Тито. Подобра шанса за млад новинар и не би можело да се посага. Командантот на населбата беше задоволен од извршената работа и тој нареди работите да прекинат. Меѓутоа, овој пат неговата команда не беше послушана. Бригадирите мислеа дека уште малку треба да поработат, да ја направат патеката таква чиста, за да може другарот Тито во нив да го согледа ликот на чистата младост. Вечерта изненадно заврна дожд. Бригадирите мислеа дека тоа ќе биде летен дожд, меѓутоа дождот врнеше преку целата ноќ, продолжи и утредента. Утредента бригадирите беа построени, командантот мислеше што да стори, од штабот јавуваа чекајте. Меѓутоа тој не можеше да чека затоа што бригадирите го натераа стројот да тргне. Стројот тргна и се претвори целокупната траса во огромен младински шпалир од распеани бригадири по големиот дожд. Час тој строј се претвораше во козаречко оро, час козаречкото оро во безпрекорен строј. По радосно оро и по необичен строј не сум видел. 4 часа по дождот. По кој знае кој пат командантот ја повторуваше наредбата. Бригадите ќе се вратат во населба, од штабот ни е јавено дека заради дождот другарот Тито ја одложил посетата. Никој не слушаше, меѓутоа на крајот сепак мораа бригадите и бригадирите да се помират. Туку што беа се вратиле во населбата, одеднаш дојде новиот повик. Другарот Тито откако разбрал дека бригадите чекаат на дожд, тој рекол дека кога можат бригадите да чекаат и тој ќе појде да ги посети. И целокупниот тој бригадирски строј чинам дека по тој огромен дожд беше поубав од било кога. Кога дојде другарот Тито и покрај дождот тој ја отвори колата и се симна меѓу бригадирите. Неговиот пратител, другарот Жежел, командуваше: друже маршале, морате во колата. Но Тито тогаш нему му рече: кога можат младите, можам и јас. Во тој момент чинам се родија и стиховите на една позната бригадирска песма, на која се додаде уште еден рефрен: друже Тито, само пиши, радичемо и по киши. Кога бев определен од страна на старешината да го послужам председателот Тито, јас се осетив со една голема трема, али и голема одговорност, така да вечерта се обриков да бидам што по дотеран, но сабалер не бев сигурен како сум бричен, што и пак почнав да се бричам и така дотеран, обричен,
го пречекав председателот со една мала трема, траеше до тога кога се сретнаме со председателот, се поздравивме со председателот и сета трема остана као тука на место. Почнавме ние да го служиме, али тоа служење беше така да он се послужи со една машичка и ледот му побегна. И вика, не чеш ми побечи. Зема со раката и го стави у чашата. Тоа се мене ми даде една слобода да јас продолжам да го служам онака како обичен гостин. Една случка ми се случи еден настан во Охрид, кога беше на еден мал одмор председателот. Влевам тамо за ручекот и ми вика, Јоване, може ли една кременадлица, нешто? Јас така набрзано му одговорив дека може, иако знаев дека тешко тоа ќе се одвива, јер он беше после една строга диета и не мораше да јаде тоа свинско, беше забрането нормално. Јас отидов во кујна, гледам лекарот беше така подпер на масата и држе една јака контрола према нас. Јас земав таа кременадла и у варивото орес ја поставив, плашејќи се да не ме виде докторот, плашејќи се дали ќе успеам да дојдам со таа кременадла до председателот. Сето тоа се одви на брзина, што се вика филмска брзина. Јас одидов према председателот, се движам, слободен, дека успеав да тоа кременадличе наречено го ставам и влевам, одам према него и он ми дава еден поглед и јас се насмеав малку. Тој осмех него го се ослободи дека стварно носам нешто јас скриено. И го послужувам, тој ја зима кременадличката и вика, Јоване, ја и моето куче ќе знаеме за ова само. Кога после 3 години у Скопје му подаруваме едно буренце со ракија. И тоа буренце почна да тече. И вика, дај, што побрзо да завршиме со оваа церемонија, јер треба да го испиеме, јер ќе истече. Така да малку се насмеавме, се поздравивме, за жал, и беше тоа и последно поздравување со председателот наш. И тоа беше стварно еден случај што тешко може да се избрише од нашите сеќавања. Беше спарен августовски ден, врелината се чувствуваше и овде во Крушево, каде што другарот Тито дојде од Скопје, каде со своето присуство и со својата историска реч го увелича големиот јубилеј на македонскиот народ, 25 годишнината од заседанието на АСНО. Тука, во лулката на Првата република на Балканот, дојде да го потврди длабокиот корен на нашиот револуционерен континуитет. Крушево никогаш не било толку убаво во својата раскошност на боите, зеленилото на шумите, прозрачното синило на небото и црвените килими на секој балкон. По улиците беше нагрозден огромен народ. И еве цврсто со одмерен чекор низ гумења, по скалилата до споменикот на Никола Карев се искачува другарот Тито. Застанува војнички мирно и двата погледа се спојуваат. Мермерниот поглед на првиот председател на Крушевската република, републиката која ја навести иднината на една земја, и гордиот поглед на председателот на Југословенската република која ја оствари иднината на републиката, иднината на животот. Живо се интересира, другарот Тито го слушаше треперливото кажување на единствениот жив и линденец, војводата Коста Дабиша, и тука изрече едноставно голема вистина. Длабоки се корените и големи се жртвите за нашата борба за национална и социјална слобода, затоа што толку силно ги чувствуваме нив
Затоа и толку силно сме чувствителни кога некој посега по нив и по неа. Тој ден попладнето не беше предвидена никаква официјална програма. Едноставно по напорната маршрута од Скопје до Струмица, посетата на стопанството Црвена звезда и разговорот со политичкиот актив во Штип, посетата на Струмичанка и разговорот во Струмица, сите мислевме дека краток одмор му е неопходен на председателот Тито пред утрешната посета на јужните краишта на нашата република. Но дојде итна порака. Другарот Тито закажува средба со новинарите. Тој час разбрал за тешките размери на катастрофалниот земјотрес во далечниот Перу и сака преку средствата за информирање да му упати на светот апел за помош. Делуваше свежо, но со загрижен глас зборуваше за тешките последици од земјотресот, за политиканството и блоковштината што и се испречуваат на светската солидарност, со длабоко чувство на човек што ја знае тежината на патилата, што сака да помогне, искрено, братски, човечки, да се избришат сите бариери меѓу луѓето и државите, луѓето да бидат луѓе, светот почовечен. Приликом посет на председателот Тито на Скопје и на нашата република имам повеќе доживувања, од кои издвојувам неколку. Првата случка е во Дојран, тоа беше летно време, прилично топло. Доаѓа председателот Тито со придружбата и седнуват на терасичката надвор и нормално ги послужуваме со освежителни пијалоци. После послужувањето дојдоа уште некои наши другари дополнително и ги послужив по барање нивно. Меѓутоа не забележав дека председателот Тито ја испразни неговата чаша. И одеднаш го слушнав неговиот глас. Друже, дајте, каже, ви послужите то колективно, немојте овако поединачно. И јас кога увидов тоа, знаев зошто се работи, прибејќи чашата него беше празна. Може тоа е моја невнимателност, али тоа се случи. Третата средба исто така ми остави голем печаток кога одевме од Битола према Ресен. Во Ресен исто така тој не требаше да застане тамо, бидејќи така му беше протоколот и одеднаш гледаме, ми ја продуживме, тој застана со колата, ние се вративме малку назад и видовме дека другарот Тито се симна од колата, и се качи на бината и рече: морам да застанам тука, затоа што стварно гледам дека толку народ има тука, а стварно да пројдам да не ме видите, нема да ми биде сеедно. И после тоа беше направена една мала приредба која погледа и тргна за Охрид. Како второ доживување кое го имам доживеено со председателот Тито, би го истакнал, мислам дека беше тоа 74-та година, приликом посетата на топилницата во Тито Велес. Тамо беше приведен ручек, на кој ручек го послужував јас председателот. Предходно ни беше речено од лекарот на председателот дека ние можеме да му наточиме една чаша со вино, а втора само по негово барање. И за време на ручекот председателот Тито ја испи таа чаша вино. Меѓутоа испадна на крајот председателот на општинскиот комитет на СКМ му предаде некој пригоден подарок. И председателот Тито на тоа сето мораше да се заблагодари. Кога се заблагодари, се ја пружи раката да ја земе чашата за да наздрави. Меѓутоа чашата беше празна и тој во тој момент се снајди ја зема чашата со вода. Кога не ми давате вино, рече, морам да наздравам со чаша вода. На сметка на тоа,
вечерта во својата резиденција во Скопје, во подножјето на Водно, исто кај што го служев за време вечерата, тогаш председателот Тито рече: другар, дај ми, рече, сега чаша вино да се напијам, која денеска во Тито Велес за време на ручекот не ми дозволија. Тоа мислам едно вака сеќавање кое ќе ми остане во подолго време во моите доживувања со председателот Тито. Би истакнал уште еден случај со председателот Тито, тоа исто се одвиваше во дворот на резиденцијата негова, која требаше да обават некои разговори со нашите врвни раководители. Во паркот, кај резиденцијата, ние поставивме некои наши гарнитури плетени. Од тие гарнитури, мислам, маси и столици, ние имавме две врсти. Едните беа поголеми, другите помали. Со доаѓањето на председателот Тито, за да ги обават разговорите, тој беше толку вака уочлив и веднаш ни префарли: друга, рече, вие овдека имате две врсти столици. Имате и за подебели и за послаби луѓе. И нормално оние што беа присутните, кои требаше да учествуват во разговорите, се поднасмеа и така продолжија разговорите, кои успешно ги обавија. При последната посета на Скопје во октомври 1978 година, која што се чини го надмина по бројноста на луѓето, по нивната срдечност и радосност, сите досегашни среќавање, на забелешката на една специфична парола што се роди при неговата посета на Македонија 1972 година, која гласеше: колку не има, толку љубов за тебе, другар Тито, тој рече: може да се направи се, да има многу народ на улиците, да се организираат пречеци, да излезат деца, работници, но ниеден режим на светот не може да ги натера луѓето да носат насмевка на лицето. А еве овде го видов најубавиот насмев, ги видов најубавите насмевки на светот. Таа насмевка не е заради мене, заради нас, туку заради вербата на овој народ во својата иднина, рече другарот Тито. Тоа е еден мал, незначаен дел од еден огромен мозаик на она што сите ние го носиме во себе кога зборуваме за средбите со Тито. Може би треба да ги додадам и солзите на тригодишњакот од партизанска некаде во 1969-та, кога со својата мајка трпеливо чекаше да наиде Тито, кога колоната наиде, се урна секој ред. Малиот низ плач велеше: мамо, сакам Тито. Зошто чичко милиционер вели: назад, назад, ја сакам да го видам Тито, нашиот Тито. Или мајската писмена задача: не, ја смртта не ја признавам, таа мудра реченица на едно 8-годишно дете. Или на крајот на краиштата, начинот на кој денеска, кога зборуваме за другарот Тито, зборуваме во сегашно време со него во нашиот челен строј.